Државниот врв не положи цвеќе на гробот на македонскиот револуционер Гоце Делчев по повод 149 годишнината од неговото раѓање. Пораките на премиерот Заев и председателот Пендаровски за ликот и делото на револуционерот главно се сконцентрираа на Facebook. Собранието беше представено од делегација предводена од потпредседателот Горан Мисовски, а владин представник на гробот на Гоце Делчев беше заменик министерот за локална самоуправа Зоран Димитровски. Заев на Facebook напиша дека 4 февруари е ден на раѓањето на инспираторот на македонското револуционерно дело. Како инспиратор и двигател на македонската револуционерна организација, Гоце Делчев секогаш повикуваше на единство и сплотеност во политичките предизвици пред кои е исправена земјата од сите општествени чинители и граѓани, без разлика на нивната верска, етничка или политичка припадност, напиша Заев. Сепак на неговиот Facebook статус во коментар се јави и бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски, со став дека македонската револуционерна организација е бугарска и дека незиното прво име е Бугарски македонско-одрински револуционерни комитети. На ваквите провокации Заев барем засега не чувствуваше потреба да возврати. Со куса порака од неколку реда на социјалните мрежи се јави и председателот Пендаровски. Цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје положи и делегација на опозицијската ВМРО ДПМН, предводена од потпредседателот Миселовски и генералниот секретар Сајковски. Лидерот Мицкоски пак на Facebook напиша дека името и делото на апостолот на ВМРО Гоце Делчев од секогаш представувало инспирација за македонскиот патриотизам. Почит на гробот на великанот му оддадоа и студенти и професори од Институтот за национална историја. Инаку 149 годишнината од раѓањето на револуционерот Македонија ја прославува во услови на негов оспорен идентитет од источниот сосед. Токму ова беше причина на последниот состанок во Скопје на Мешовитата комисија за историја да не се постигне договор за ова клучно прашање.